Мерки на предпазливост бара обвинителството за 46-годишниот рачиновец кој со пресекување на патот на моторот без контакт учествувал во сообраќајката во Радишани во која загина 19-годишниот Никола Макрачевски. Осомничениот, за кој истражните органи увиделе дека учествувал во сообраќајката, дури откако ги прегледале околните безбедносни камери, нема да смее да го напушти живеалиштето, а одземени му се пасошот и возачката дозвола. Од улицата 18 се приклучил на улицата Радишанска. Крстосницата нема сообраќајни знаци, но 46-годишникот со својата Seat Altea свртел во лево без да ги пропушти возилата кои доаѓале од спротивната насока. Со тоа го пресекол патот на моторциклот кој во обид да избегне директен судар преминал во спротивната лента каде што директно удрил во Алфа Ромео со италијански регистарски ознаки. Од силината на ударот моторциклистот Никола Макрачевски излетал, паднал на коловозот и се здобил со тешки телесни повреди од кои починал, а полесно бил повреден и возачот на автомобилот Алфа Ромео, велат од обвинителството. Наместо да застане и да се обиде да помогне, возачот на Сеатот се дал во бегство. Тој морал да го почитува правилото на десна страна, вели поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски. Има трето возило од кое што допринесуваат и има действие кое што допринесува да се случи сообраќајната незгода. Зошто викам допринесуваат? Ако тој неблаговремено ги пропуштил возилата кои што се движат без разлика, што тамо стои и во записникот за увид, стои дека раскрсницата не е регулирана со сообраќајни знаци, но секогаш треба да се има во предвид дека има правило од десна страна нели во сообраќајот за кое што кажуваме дека возачите, учесниците во сообраќајот се должни да го почитуваат. Возачот на Сеатот ќе одговара за 2 дела: тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна несреќа. Доколку биде прогласен за виновен, би можел да заврши до 6 години во затвор. Даниел Василев, Сител телевизија.